Алексе Куловски. My pleasure. Добро дојде во Джез од денес, подкаст за промоција и афирмација на современата македонска джез сцена. Ме бендиса. Джез не. Джез не, ама сцена да, современа музичка сцена. Да. Добро. Како си, Алек? Одлично. За мерак. Добро. македонски. За мерак на македонски. Добро, за гледачите на подкастот ќе кажеме дека ти долго време, иако си дел од оваа современа музичка сцена, претпоставам неки джез да велам. Ти си како неколку други кои што дојдат, кои што велат, не, само немој джез да велиш. Долго време живееш во Канада, но пред да те прашам за паралелата помеѓу Канада и Македонија и тоа како би требало да изгледа сцената кај нас, да те прашам кој е Алек денес? Алек денес. Обичен, досаден, noisy man. Што свири тапани и анализира и уште го прави тоа што го прави и тоа што го сака уште од 3 годишна возраст. Само малце полудачки и пооткачено. Ама пред се си фамилиарен човек? Апсолутно фамилиарен човек, да, имам 2 деца. Ја вадат душата. Али Како тоа е рече, тоа. не си татко додека не имаш Не си татко, две деца. немаш 2 деца. Пак имаш 2, тоа е тешко. така, и јас можам да ти потврдам дека навистина е така. Добро, ајде за она што беше твој пат, како стигна до тоа да се занимаваш со джез и да магистрираш джез тапани? Па гледај, немав јас никаква намера ни да магистрирам, ни да одам во такви високи академски води. Јас од мали години свирам тапани. Се погоди да од дома не сакаја да ме пуштат да учам тапани, меѓутоа ми кажа ако те запишеме во таква школа ќе ти купиме тапани. Океј, ми купија, јас се запиша во таа школа. Рок-н-рол сцената во крајот на 80-тите, мојата кариера фактички почна 1988 година. Јас почнав со бендови да свирам. Групата Орион, ако ја знаат гледачите. Но тие што сакаат heavy Да. metal да знаат, пошто е Да, култна група. Па не, јас пораснав со heavy metal музика и рок сцената во Битола беше многу силна, рок сцената во Македонија беше музичката сцена, не рок сцената. Имаше секакви типови на музика. Рокфест беше една прекрасна дружба, имаше многу различни бендови од различни стилови на музика, од различни делови на Македонија, беше прекрасно, големо богатство. И Тоа беше предизвик за сите 25 нас. мај, 25 мај, сега МКЦ. 25 мај, МКЦ, да. МКЦ. Да, изгледа 25 мај. сега. Тоа беше 25 мај, да. Океј. Домна мај. И така, јас почнав со Орион, па се сеќавам бев 8 одделение кога почнав да свирам со Чоканче. Познатиот Бенарис во Пазар, беше многу убаво време. Ги наместив тапаните и почнав да свирам нон-стоп концерти со Чоканче низ цела Македонија. Со Орион паралелно, па после тоа почнаа други групи да се појавуваат. И како секој нормален човек почнав да еволуирам, да одам понатаму со радозналоста и да гибам во други стилови. После тоа се појави гранч, мислам, сцената, па Pearl Jam настапија, Nirvana, heavy metal почна, мислам, да паѓа малку, па почнав да свирам со некои такви Средината бендови. на 90-тите уствари е пресвртница Да. со MTV, со појавата. Да, точно, нели? да. Headbangers Ball кога го прекина ја и некако. Малку ми е матна Hard и rock, целата hard информација rock. тука, али тука беше негде. Да, и гранџот беше во пораст, Nirvana, нели, Pearl Jam и Да. некако така се сврти сцената. Да, тогаш. историјата е многу важна да се знае за музичар, да знаат, пошто новите генерации немаат појма што се дешавало кога ние растевме. Валјда затоа имаме толку лоша музика денес. Имаме некоја Друго време беше тоа. дисконекција. И така, што ме натера да едно време ми се смачи да свирам повеќе метал и рок и се сеќавам еден ден, една вечер, имаше джез на екранот. Не знам младите дали знаат, тоа беше на третиот канал на македонската телевизија. Джез на екранот се викаше. Во главном генерално беа бендови од Скопскиот джез фестивал.
Бард од Белопета ги носеше најдобрите артисти и најдобрите имиња во тоа време и сега мада сцената е малце поразлична. И се мислам дека беше Paul Motion. Го видов како свири неартикулисано. И тоа ми направи еден спаркл, една искра да можем да се прашам. Викам, овој не знае да свири, види како свири. А истовремено мислев, зошто свири така, која е целта да свири така. Значи, тоа ми направи еден голем прашалник како и зошто се дешава тоа. Немав појма. Само љубопитноста ме однесе на тоа да почнам да истражувам. Во тоа време имавме касети и плочи. Се сеќавам дека зедов една плоча, се викаше I Love Jazz, Thelonious Monk. Не се сеќавам кој точно ми ја даде. Дали Бранко од Фолтин, дали Цане од Фолтин. Некој од нив ми ја даде таа плоча. Или Перо Джезерот, не се сеќавам. И јас ја вртев нон-стоп, немав појма што се дешава внатре, ама цело време ја вртев. Blowmonk, Signal Chaser и тие теми, јас само слушав. Беше една прекрасна музика која јас не ја разбирав. И после тоа имав јас нон-стоп имав идеја дека треба да учам, да се развивам и да видам уствари што е таа цела работа кога учиш тапани. Малце абсурдно и малце лудачки. Имав аплицирано на Беркли коледжот со касети и бев избран, имав редовна комуникација. Дури на жената која нон-стоп ми пратише писма, ги имам писмата дома. Многу позитивно ме примија, дури добив јас екстра пари во тоа време, добив $13,000 стипендија. Школата беше 20,000 годишно, јас добив 13,000. Плюс тоа, после бев на аудиција друга кога беа Беркли дојдени во Бугарија кога покрасно учев. А нели во Италија имаше нешто? Да, и таму добив уште $9,000, никако не можев да одам во Америка, немав пари доволно. Тоа беше најголемиот проблем. Немавме доволно информации, сето беше со пликови, со писма. Нормално, мајка ми не беше силна да ме поддржи за тоа и тоа некако така се изгуби низ времето. Втора опција беше да се учи Софија, пошто Софија веќе имаа катедра од 50-тите години, мислам има отворена катедра за джез и за таква музика. И јас и мојот цимер Горан бевме ние на аудиција, него го примијав за камера, јас бев примен за тапани. Интересна случка беше. Колку време имаме за овој подкаст? Горан Зверот. Да. Колку време имаме за овој подкаст? Колку сакаш? Ние прво одовме во мисија да видиме скаути, да видиме што се дешава. Да истражите работа. И да видиме како таа работа се делува, окей, ни дадоа документи како треба да биде. И извини што ќе те прекинам, ова е средината на 90-тите, значи зборуваме во време каде што интернет нема или имаш мирц, таква работа. Апсолутно ништо. Апсолутно и ништо. никако не се стигаше до информација. Не денес каде што седнуваш на лаптоп и можеш да видиш и програма и се. Беше малце добро е затоа што млади деца ќе го гледаат подкастот, го гледаат млади подкастот. Колку беше тешко во тоа време да се стигне до информација. Дури пред тебе, се извини што тој ќе ти ја прекина мислата, Лјупчо Јолевски беше на исто дел од подкастот. Гледачите ќе го гледаат. Значи тој во една трафика на плоштад купувал весници и од тие весници правил статии и се информирал за што е тоа актуелно и што е тоа модерно во европската и светската сцена. И тоа рачуне тие весници каснат по недела, 2-3 месец некој. Знаеш тие Джес Италија што ги ден денес ги купуваме весници се стари по 6 по 7 месеци, така да. Така да зборуваме за такво едно време. Знаеш, денес младите музичари немаат таа пасија веќе. Тоа е таа страст која јас на пример мене ми пуштаја Modern Drummer вакви списанија од Америка. Магазин, да. И јас ги читав сите интервјуа на моите
луѓе кои ги сакав и ги осознавав. Читам кој Вини Колелта кој ги сакал, Гери Новак кој го сакал, после тоа во джезот кога почнал да Тони Вилијамс кој сакал, Елвин Џонс и така дале и така дале. И тоа беше една, јас се уште ги имам тие и ги чувам, веќе се не знам колку, огромен број имам. Дури модерн драмер денес нема материјал да вади, само глупости вадат, пошто нема што да се понуди во новиот свет. Сите свират некако, Така. а никој не свири некако. Те прекинав кај Софија. Ке Софија. Ние бевме договорени, значи фативме автобус од Битола, имаше линија директна за Софија и стигнавме ние по пладнето во Софија. Значи во 5 сабајле мислам дека тргнавме од Битола, стигнавме по пладнето. Бевме договорени да спиеме кај едни роднини на Горан. Викаме, ајде сега, ние ќе се поврткаме малце низ градот, со ранци двајцата, ќе ручаме нешто, ќе се позанимаваме. Да видиме како изгледа. Добро, викаме, нека дојди 6 сато, 7, ќе молиме на луѓето да преспиеме, е нормално да сме готови за ова, да не ги малтретираме цел ден. Так. Се сеќавам, беше недела. Океј, се стемни малку, одиме во куќата, знаевме кај, куќата беше тука блиску до автобуската, и звониме на звончето, никој не се јавува. А свети, станот бе претходно со таткото на Горан бевме, се запознавме, значи се беше подготвено. Звониме, никој не отвара. Мајката, не слушат, ај ќе свртиме еден круг, па ќе се вратиме за пола сат. Се враќаме за пола сат, звониме, пак не отвора никој. Пак звониме, чекаме, викаме, не отвора. Камчиња фрламе на џамчето, никој не отвора. Јако не го види која. А од Карши имаше еден отпад за коли и се појави тој чуварот и вика, абе деца, ве гледам, вика звоните и малате, што ви треба? Абе ништо, викаме, сакаме да преспиеме кај роднините да направи вака. Вика, не сваќате дека очигледно некаде да ви отворат да влезите кај нив? Не е можно на толку да не чујат дека се ова? Не веќе, нека да ви отворат. Имате кај да спиете? Немаме кај да спиеме. Вика, јас имам да ви понудам нешто тука, имам една обиена кола, ќе ви дам да спиете вода. Нема. Значи стартот джез, одма джез, стартот джез. Тоа е да ми збора за джез некој. И влеговме ние во таа колата, се сместивме некако. Ама ладно. Да. Ноќно време почна да студи, ние не можеме, свиткани во колата, не можеме никако ни да спиеме. И му викам јас на Горан, знаеш шо, дај ние да си најдеме некој хотел и да си одиме таму, да се наспиеме, пошто утре ќе видиме како ништо. Оправо си. Најблискиот хотел на Лавов мост, сите ја знаеме, областа Лавов мост, луѓето не ја знаат, не ќе да користам имиња, значи тоа е место каде што има коцка, дрога, казина, алкохол и проститутки. Так. И ние во хотелот влеговме најце двајцата, полно макрова женски. И сакаме 2 соби за спиење и тој се смеи човекот. Вика, која ќе си одите? Утре са бајле. Добро, сакате нешто? Не, само да спиеме. И не качи на највисокиот кат, пошто долу си имаја бизнис луѓето. Да, работа. Се сеќавам, имаше такви бубаш ваби врте, тоа е страшно нешто. И само ги отворивме пенџерите вака, по една цигара таму на пенџера и се гледа цела Софија. И му викам, ако после ово не примат на факултет, не знам што ќе види. И са бајлето, Горан отиде на филмскиот факултет, примија него. Јас не знаев дека има 2 згради. Да, нова и стара зграда. Нова и стара. Јас бев во старата, значи стигна во старата, спремме се и одам кај секретарките и викам, јас сум тука за испит дојден. Вика, каков испит? Па му викам за джез. За джез за тапани. Вика, тоа е во другата зграда, не е тука, ама вика, тој испитот при крај треба, како тука идиш? Јас не знаев, вика, како да стигнам? Вика, пешки колку е? Не можеш да стигнеш пешки, вика, мора со такси да стигнеш. Такси, директно во новата зграда, не ни знаев кај е, знаев.
портирница директ низ. Кај одиш, викам испит, кај има за барабани, на трети етаж, вика. Ајде, трчање на трети спрат горе. Трчам како луд и гледам дека од студиото кај што ни беше кабинетот, дали стајата 16 или 19 број беше некој? Не се сеќавам. Заборев. Мислам дека И гледам Христо Јоцев ја заклучува вратата и трчам, третата. застанав и тој се врти и ме гледа, ти си Алек? Викам, јас сум Алек. Абе, вика, заврши испитот. Абе, му викам, не знаев, јас бев од другата зграда, не можев да стигнам на време, не знаев на како начин. Јас вика зедов тројца луѓе. Ама од кај си? Од Битола, од Македонија. Окей. Е, вика, ајде ела да те чујам кога си дојдем тука, веќе да те видам, да да си поправиме моабет малку. Да. И како што влегов во студиото, имаше Pearl, тие беа World серија, многу висока класа на тапани. Сум ги гледал само на каталог, немавме ние тогаш пристап до такви инструменти. Имаше Зелџан Чинеле и јас како што влегов само гостев Франецо и почнав да ги гибам тапаните, значи како некоја страст, како некој лудило. Обсесија. И тој само застана вака и ме гледа. Јас 10 минути ги гледав лаговите, кожите, значи тоа беше за мене екстаза. Нема видено таков сет тапани јас. Так. И вика, те гледам, вика, шо е, зашто така? Викам, ова е тој модел, такви дрво има, ова, она, вика, немаш вакви тапани, тоа беше нормално за него. Така да е, така. Викам, јас имам некоја копија гадна од некој тапани, што се вика Woodstock или некако, не знам какви. И тоа е тоа. Ова го немам видено. Или немав, знаеш. Добро, ај вика, отсвири ми нешто, седнав јас, почнав да свирам. Океј, ај ова, дали знаеш самба да свириш, дали знаеш ова, знам, добро, так. Од 10 минути, сат и пол остана во студиото. Так. Тој почнал на пијаното, седна да свири. Ај прати ме овде, прати ме вака, прати ме така. И почнавме да правиме муабет, вибрафон почна да свири, јас го пратев. Ај ова, ај она, кој ги слушаш, што ги слушаш? И се сеќавам декан беше Томи Димчев, не знам дали ти Томи, го како фати. не? Влезе со папирите и со научарите. Беше професор по диригирање. Ицко, што по правиме Big ние, Band, вика, диригент. кој е овој? Томи. Вика, ова е Алек, вика, од Битола. Вика, тој нема да влези. Нему, вика, овој ќе влези. Абе, како ќе влези, му вели, тројца имаш. Не ги сакам тие, овој од улица го сакам. Како е така, Локалата се од спиеше. улица, вели, ваков ми требаше мене, не ми требаше од тие школските. И јас ваков. И ми се врти и ми вика, дали обеќаваш дека ќе учиш дополнително Солфеж, хармонија и сите тие работи? Да. Дополнителна настава? Да. Сигурен си? Да. Јас потпишам. Дај му вика да го потпишам. И го потпиша Христо. Јас бев пресреќен. И така, тоа беше едно откачено патешествие. Така да, јас од прва година, јас одев дополнително, тие имаја програма за дополнително да се образоваме ние. Не знам дали денес ја имат, ама ја имат тие, значи за сите. Имат подготвителна за солфеж и за сега јазик. имаш, значи јас паралелно одев. И се сеќавам тогаш за Божик сите си ојдеа Битола. Си заминаа сите по студенти. дома. Јас останав На дополнително часови, да. 2 месеци и си се влечкав таму самиот си плачев, малце ми беше тешко. Така е, да. И значи Добро, тој одделен живот надвор од една средина, бидејќи Битола е една таква малце чудна средина и кога ќе го префрлиш или кога ќе го прекршиш таа мембрана или таа чаура, едноставно ти се отворат многу поразлични од една страна видици за животот, а од друга страна гледаш колку е ствари тешко како би функционирал сам. Така да, добро, а тоа ти го направи средината на 90-тите, но понатаму после, добро, нема да те прашувам за едукацијата во Бугарија, пошто ќе треба уште еден подкаст да снимиме. не, Цел? мислам, Ама може да кажеш со кој многу настапаш беше со кул, кој значи свириш. јас бев многу убаво примен од колегите, јас бев напреден многу. Имав многу знаење за техники, истражував доста. И јас во 4-та година станав асистент на Така. факултетот. Мене Христо ме викна да му бидам асистент. И доста добро ме примија, знаеш, секој пат јас во Big Band свирев, секој пат јас бев во прва, не бев може најдобар по хармонија и по тие другите работи да ги решавам на таблата, ама Така. стално бев во борбена линија. Тие што најубаво решаваја задачи никогаш не Кога свирев. требаше да се свири, Алек свиреше. Да, и секаде на сите
на сите експозиуми што беа пошто биг бендот свиреше, имаше секоја школа имаше биг бенд. Имаше експо саем на биг И бендови настапи во НДК, да, свиреше во таму НДК се јас. свиреше. Во земјата и хората. во Јас музејот. првиот понеделник кога ојдов првиот час 7:00 беше оркестар, Томи Димчев. Да, И седнавме ние долу сите на во- тој малиот амфитеатарот. на радиаторите и ние првите брусоши шрпе и тој само го крена гигантското и ми рече Алек, таму, Седи. седи. И јас викам не, седи одма, ама не знам, седи и се сеќавам Емо и некој Емо или Цецо седеше до мене и јас само држи време, тој ми ги свиреше акцентите. Да. Ше голема школа. Да. Супер училиште. Добро, и потоа, нели кога заврши со Бугарија приказната, Бугарија многу работев. добро, и Бугарија. свиреше со многу познати, со Лили Иванова свиреше. Бугарија бев со една група и тие беа со Викрен, со тие. да, чели? беше групата Трип се викаше, беше окей, успешна и Белослава се вика таа. А Белослава Многу пеачка, позната пеачка е денес. да. И јас не му ги возев филмоите пошто слушав друга музика, тие слушаат друга музика. И бевме во Варна на Джемирекој, бевме во Варна на некои подготовки за снимање албум. Втор, првиот го снимивме во Софија и мене ме избркаа од групата. И јас толку викам, леле сега што ќе правам? Се реков сега Те спаси. светот ми падна. Кога се вратив другиот ден, за викендо беше се вратив во Софија и се пушти одма моабет дека сум слободен. И ми се јавија Jazz Breakers, Живко Петров. Живко, да. И ми даде, викам, имаме концерт во понеделник, дали сакаш да свириш? И ми даде 30 ствари. Свинги Хол кај свирите? Не, концерт беше некој, не се сеќавам точно кај беше. Fusion, Tribal Take, не знам ти комплицира, никој што сум ги свирал. Се сеќавам со еден термос кафе, 3 дена не спиев за викендо и вадев теми. И го отсвирев перфектно концертот. И оттаму тргна да ме вика овој, да ме вика оној. Значи јас снимив преку 25 албуми во Бугарија. Така. Заврши во најакото телевизиско шоу. Имав роуди, Да, знам. имав спонзорство од Ямаха тапаните ми дадоа Знам. 2 сета тапани. Јас само требаше да се дотервам и да се облеквам, оде во Бенетон ми дава јадишта и на телевизија свире во ТВ Бенд со Слави исто овој што не сака на Трифунов, да. Да. И секаде. После бев на турнеја со Лили Иванова, со неја снимив јубилеен 30 албум. Доста прошетав со нив и доста заработив. Со Дони и Момчил ги свирев последните турнеи. Андони Дочев? Не, Дони и Момчил. Дони. Дони и Момчил, тие тие се. се двајца, да. Со кои многу артисти, многу снимав. Бев во студио доста ангажиран, живи настапи, театарска музика, многу научив. Така. Значи јас многу научив од луѓето, пошто имат многу силна фолклорна сцена, имат и многу силна поп сцена имаја, тие немаше кај нас таква сцена. Јас од школата, ако се вели, јас многу малку научив од environment што беше околу мене. Да. Така. Он тур, што се вели збор. Зато му викам јас денес вие во Германија и може да научите за Мерцедес и за Ауди и за БМВ, не може да научиш джез. Джез се учи, знае каде се учи джез. Или сами или дојдеш во Америка да го учиш. Добро. И така ама и не е така, затоа што сега, ти со можеш да кажеш што современите сакаш. со современите школи нели имат многу увоз на Современите школи на професори. само нели? прдечки произведуваат. Да, па добро сега. Океј, како бил? Да затвориме приказната за Нема да Софија. се љутиш. Не се утам, добро. Затвориме за Софија приказната, кога доаѓаш во Македонија. Почнеш да свириш со Тони Китановски. Можеби, туку сигурно најпознатиот джез производ кај нас. Јас се вратив со многу пари од Бугарија заработени. Меѓутоа бев екстремно уморен. Се сеќавам дека 6 месеци само спиев. Значи толку акумулирано умор имав, што спиев 6 месеци. Стани са бајле, напи се кафе, гледај телевизија, повеќе се легни да спиеш. Стани, излези вече. Енергија за почнете. ништо немаш. 6 месеци се сеќавам само спиев. Мајка ми велеше шо пееш бе ти? Шо си правил таму? Викам работа. На работа. И ми се смачи во битола после тоа, немаше ништо и еден ден немав работа, парите полека ги потошив. Се сеќавам, мајка ми даде 1000 денари, Горан беше во Скопје и викам, ај ќе одам да ги запознам луѓето кои се. И ме затворени кругови беа тука. Не се свиреше джез негде, свира рок музика по клубови. Сакаш И- да ти поставам едно прашање кога сме кај круговите, ќе ти го прочитам, затоа што на сите што дојде им го читам прашањето.
Ама пред тоа требаше да те прашам колку албуми, дали знаеш бројка колку албуми имаш снимен? Преку 100. Преку 100. Преку 100. Добро, супер. Одлична бројка. Некои ги знам, некои не ги Да, секам, знам само дека ми излегват сега. Знам дека не ги едно. знаеш. Океј, значи вака е прашањето. Кои се предизвиците на Алек да се создава, креира оригинална уметност? Сега за тебе не е денес, туку е во минатото, затоа што ти, како што кажав, денес живееш во Торонто. Денес во средина општество каде џезот е на маргините, македонската сцена е поделена на мали кругови, благо речено секти, тоа сега што взе да го кажеш, каде поддршката од страна на музичарите надвор од тие различни уметнички групации тотално не постои, нели, она или си со нас или за ништо не те бива. И згора на се продажбата на хард копи, плочи, CD и дигитален CD-на и дигитален формат е исклучително мала, за да не можеш струјата да си ја платиш или не дај Боже ратот кредит да платиш. Сега убо ти тргна, сега само направи паралела тогаш кога ти зеде да откриваш сцената, тоа е почетокот на 2000-те години, така? Па гледај, тогаш немаше музика, значи немаше джез, јас нема, значи додам да слушам стандарди некој да свири. Не. Значи јас кога дојдов во Скопје, Рок се свиреше. мене ми даде Тони ми даде подадена, пошто тој беше од Беркли. Свираа Тони, Мартин и Оливер Дуев, беа тројцата свираа. Така. Тоа беше джезот, тие тројца луѓе. Икономов исто свиреше. Добро, и Гоце Димитровски. Тие беа, да, подругчие. Ма не По друга живееш. сцена беа тие, да. Да. Зборам хардкор джез. Така. И после ние почнавме со Тони да свириме многу. Јас се пресели во Скопје, мене ми даде рака Пепи Ренџов ме викна во Тумбао и тој ми даде доста работа. Така. И јас така згазив силно во Скопје. Имав добра заработувачка, стално ме викаше, добив голема доверба и со Тумбао свирев многу и работев доста. Имав нон-стоп гигови, али паралелно свирев джез. Мене желбата за джез никогаш не ми откажа. Така. Мислам, јас со Тумбао свирев кубанска музика. Барем се трудевме да Така свириме. е, така. Тоа е голем чекор напред. Ние со Тони имаше еден добар период на години, да речам, кај Миро Масин, свиревме секој петок фри джез. Така. Јас не го гледам тоа, сега може има, ама ние, значи се знаеше, петок беше црква. Сите идеа уметници од цел град, кај Миро Масин, и се свиреше лудачка музика. Авангард джез, некогаш фри, никогаш не беше ист материјал, секој пат беше различен. Свиреше И тоа разви доста луѓето да дојдат да си се ослободи да слушаат таква музика. Да. Артистите доаѓаа, глумци доаѓаа, се беше многу убаво време, многу убава секта беше таа некоја. Секта. Отворена и позитивна. Така. После тоа Добро, во тоа време со Тони настапи во можеби најпознатите джез клубови во Европа, како Брца и... добро. Со Тони ние направивме доста концерти, бевме трио, јас, Тони, Оли, тоест Оли учеше во Бугарија, Бејков исто свиреше со нас, Така. Икономов сале имаше исто идено. После тоа направивме ние орган трио, јас, Тони и Васил. Со вас, добро. И свиревме концерти низ секаде. Ел Равел албумот. Тоа е само на Васил. Ова беше трио со Тони, Васил. Да, во право. Васил Тоа е со Јавек. Мартин. Да, Да, да. така. И ние свиревме доста фестивали, Србија, Белград, ваму таму, Словенија, Италија, не знам каде. Тоа е 3x3 албумот Пред на тоа, Тони. многу уште пред тоа. Па таму многу, има 3 да. теми такви, со Свиревме орган на трио. Церкно джез фестивал, на многу места. Добро. И после Тони доби идеја да направиме World Music Band, оркестра со черкези, Така. пошто имаше некои врски од Германија. Ванчо го пуштивме да учи во Лондон, Така. тој ги имаше сите тие конекции и така стана некои интересни работи се скува таа манџа. Значи со черкези тоа. Ние е, потпишавме уствари, за Enya Records, имаше Да, два два албуми, да, два тие албуми. направи, значи ние го отворивме, тоест го затворивме Берлински джез фестивал. Така е. 2006 година. 2006 година. Свиревме со New Bird Brass Band, мислам дека се од New Orleans. Специјално свиревме 3 теми со нив на крај, Charlie Mingus, некоја Second Line и Теодоси Спасо беше дојден со нас. И беше прва лига. Од таму тргна турнеите, тргнаа сите. Значи нон-стоп, ние бевме 6 години нон-стоп на турнеја. Така. Јас така си го расипав здравието, така од неспиење, од пиење, од пушење, од нејадење, здраво и
свириш концерт, пиеш, одиш во 2 во кревет, во 5 станваш на авион, леташ 2 сати, се возиш уште 3 сати со комбе на ова, правиш саундчек, нешто јадиш, свириш концерт, пиеш, легнуваш во 2, станваш во 5. Копенхаген има, не знам, Лондон и турнеи, UK по 22 дена, цела Европа. Так. Беше екстремно беше тоа. И таму ги свирев тие овакво концерти. Паралелно имав мојата сопруга учеше магистратура во Рим. Ние живеевме 2,5 години таму. И јас имав од таму исто запознаено доста музичари, па од таму имав некои настапи низ Италија. И така, интересно, многу работи, многу дешавки, многу откачен живот. 2007 година со отворањето на джез одделот при УГД Штип почуваш да работиш како професор. Добро, ајде малку за тој момент, затоа што современата македонска джез сцена се темели на отворањето на тој оддел и ајде грубо речено продукцијата на современи кадри и она што денес е сцената во Македонија преку 90% или учеле или поминале уметниците и музичарите низ джез одделот. Како влијаеше на тебе, значи можноста да работиш на тој оддел и онај период кој што го помина таму, колку години? Добро, јас знам колку 7-8 години бев. Да, направив доста голема армија на студенти. Денес се сите врвни свирачи настапуваат секаде низ светот, се многу познати. Јас не бев многу добро примен во Скопје, мене не ме сакаја, пошто не знам зошто, дали е некоја Битола Скопје релација, ама реков јас ќе ви направам студенти што ќе ви ја земат работата на сите. И така ги isproducirав сите батки. Само сега еве сум дојден после толку време и малце сум разочаран така, не знам како да се изразам, затоа што гледам дека постои голема нетрпеливост, голема злоба и голема дискриминација од сите тие мали студентчи дојдени на школа и што наеднаш станаа големи звезди. Заборават дека и после нив ќе дојде некој друг. Добро, тоа е нормален процес, нели? Нормален процес, али ако човек се развива и еволуира, добро, тоа е расти во главата и друго. станува паметен и треба да пази на генерацијата позади него. Так. Не себично да си ја носи титулата најбољи на свет, ние сме најбољи тука. Добро, ние македонците генерално имаме комплекс дека сме најдобри, така да сите се најдобри, кај нас. Секој се што прави најдобро го прави. Не можам да го разберам тоа зошто некој мора да биде цело време по телевизии, по весници и да кажува колку е добар. Одошто делата да зборат за него колку е добар. Значи има многу ликови такви што тие се токсик, тие се канцер за еднина. Тие само прават деструкција, не прават помош. Значи мотото треба да биде sharing is caring. Така е. И јас не сакам да мислам дека мојата генерација на деца, студенти, јас прво му бев како родител. И ги учев сите, се почитуваа многу, има страшен почит. Така. Сите се дружеа, беа, делеа знаење. Сега гледам станаа мажи, пораснаа и никој со никој не комуницира. Јас разбирам дека времето си го прави своето, меѓутоа не можеш така да ги прекиниш врските или да фатиш страна и да одиш против ова или против оне. Па Тоа е еден комјунити е тука. Добро. Ние сме еден комјунити. Така. Јас стално ќе кажам и стално кажам отворено дека ние имавме голема дупка измеѓу танцовиот оркестар и генерацијата која се произведе во Штип. Така е. Јас во сите подкасти зборувам токму за таа дупка која што со затворањето на танцовиот оркестар или биг бендот на Радио Телевизија Скопје, уствари таа дупка во едукацијата на сцената, бидејќи па и преходно и немаше едукација, учеа во оркестарот. Музиката најво се учи со пренесување. Преку раскажување, да, преку by mouth. Значи, так. Word of mouth. Не може да ти објасни, тој ќе ти отсвири, ќе ти каже како сите генерацијски сите традиции во светот така функционираат. Кај нас беа многу јаки светски музичари во джез оркестарот, беа на високо светско ниво.
Така. па ги затвораа вратите, никој да оди да не слуша. Да, тоа е еден Оти беа најдобри. да, тоа е еден проблем кој Оти што го ние имаше имаме претходно најдобри регистар. гитаристи, басисти, бубњари, значи тие се не може да се споредат со никој. Така, Кладоја Клуч, никој од нас не можеше да влезе таму. Така е. Не лашеа, ни праја, не знам која беше целта. А се затвараа таму и си пие раке, си праја кеф. Така, Добро. така што е голема штета. Убо е тоа За да се- разлика од Белград, кај што одеа и беше отворена вратата. За разлика во Софија, јас одев во Националниот оркестар таму и слушав како се свири. И во БНР. Свеста ми се зеде мене кој го слушна бугарскиот биг бенд. И таа наша борба полека со времето обледне, не можевме ние да ги скршиме вратите на системот. Добро, И оркестарот се само растури самиот, се Да. само уништи. се само уништи. Тоа е канцер. Канцерот сам се јади и се уништува. Така. Себичноста го раѓа тоа. Така? Така, така. Јас можев себично да го отворам катедрата во Штип и да си го чувам знаењето за мене и да си врват децата да му пишам оценки, да му давам приватни часови и да му ги земам парите и да бидам профи и да има ова кадар. Добро, ама Така? на различно тоа сето тоа што го кажа, Угада Штип ги отвори вака широко вратите. Ги отвори. И навистина студентите кои што дојдоа, па не велам и кои што до ден денес дојат, едноставно среќни се, хепи доаѓаат на школа. Кај има поубава работа да учиш музика и да го правиш тоа што го сакаш. И да си И среќен. да ти дел од животот, и да земаш пари, и да да те си слуша среќен. некој кај што ти се учиш да свириш и да ти плаќа пари. Добро, спрема тебе колкаво е влијанието на джез одделот во креирањето на современата македонска джез сцена, она сцена која што денес. Нема колкаво е влијание, сите се оттаму, какво е влијанието? Сите се произведени во Штип. Сите го плукат Штип сега дека не членот, дека не бил ваков, дека не бил таков, а сите научија таму да свират. Вака или онака? Не сум во право? Јас мислам дека 100% си убрав. Кој? Скопје да не ги научи да свират. Добро. Нема криво да седам право да зборам. Јас не Да. се плашам од никој. Така е, така. Нема што да велам зошто. Добро, само сме Сите беа деца, јас само кога сме- свирев и само кога сме снимав искрени. албуми, Да, сега да сме само станаа искрени. професори, Да. станаа големи мангупи. познавачи. Добро. Ај вака сега ќе направиме една паралела. Затоа што ти последните колку 15 години си во Канада, и 12 години си дел од таа сцена и да направиш една паралела со джез сцената во Канада, како функционира во Канада джез сцената и што е оно што недостасува, еве дел од ова чекнавме, не мора да се повторуваме. Ама што мислиш што ни недостига? Публика, јас мислам дека публика има тоа сериозно добра. Сцена, медиум, промотер, менаџер или нешто сосема друго, нешто спрема тебе. Што има во Канада, еве грубо земено, а што е оно нас тука што ни недостига? Ништо нема тука што го нема Канада. Македонија има се. Има публика, има клубови, ги плаќат музичарите, свират редовно. Нормално малку му се парите, пошто не излегле од Скопје понатаму. Добро. Оде до Австрија, оде и до Германија. Добро. Тој континент таму функционира на друг начин. Таму нема пари. Јас сум свирал джез многу. Сум свирал за тип. Океј? Значи јас тука земам 3000-4000 денари од гиг. Добро. Таму свирам за тип, за $50, $60. Јас го правев тоа кога одев таму. Свирев нон-стоп, имав 22 до 26 концерти месечно. Е на крајот ќе добиеш $80. Ќе се паркираш даунтаун со колата, ќе платиш еден куп пари за паркинг, ќе се рестовариш, ќе учиш материјал од некој што не го знаеш, ќе ги гледаш табиетите на другите луѓе, ќе треба да ги трпиш, да свириш и на крајот да си одиш со $40 во джепот. Ќе видиш колку благодарен ќе бидеш. Точно така. Што си го искусил тоа, што си го пробал. Океј, ајде да видиме ова прашање. Ти си настапил во аудиокултура неколку пати, заедно сме свирали. Преку концептот Life at Аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Креираш едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изгледа во живо. Впечатоците од публиката се извонредни. Каква е перцепцијата за ваквиот пристап од музички аспект? Тоест, како ти гледа тебе постојањето на аудиокултура, затоа што реално во моментот во Скопје е едно од ретките места каде што можеш да застанеш на сцена која што е блиска до тебе, 50
луѓе лимитирана публика и да свириш сопствена авторска музика или да свириш концерт како што би го свирал на некаков фестивал. Затоа велам, успеа од фестивалската сцена да го спушти джезот на клубската, бидејќи нормалниот пат на ајде знам дека неки джез да велам, ама нормалниот пат е проектите да се градат од клуб па на фестивал, кај нас е однопаку малце. Имаме поќе фестивали од колку клубови имаме и ствари проектите ги спремаме за фестивали, па потоа слегваме во клуб да свириме. Ете што мислиш ти за аудиокултура и Како може клубот е најважна работа за музичарот и за публиката. Треба да имаш клуб. Таму се дешава магијата, таму се викаат духовите, таму се дешава ритуалот. Така, Добро. значи ако немаш кај да го правиш, тоа ќе треба да го правиш на улица. Не можеш ти од Пелени да дојдеш да свириш на фестивал. Кој си ти да свириш на фестивал? Така. Имаш нула искуство, нула знаење. Со седење дома не можеш да го направиш, така? Тоа е најголемиот проблем на денешницата. Луѓето се затварат во избите, се снимат 28 дена и вели ми требаше 28 дена во детската соба. да свирам како машина. Фино и баба ми може да седи за 28 дена да го научи. Човекот се може да направи. Така, така. Кај е уметничкиот израз. Така? Аудиокултура, да, си ја брка работата, ги носи луѓето, ги сближува, има одличен простор, се осеќаш пријатно. Во моментот сме во аудиокултура, ама ова соба многу малку луѓе имат видено, затоа што е Ова е Mason's Room. да, каде што се тестираат звучниците и каде што се слушаат, нели, нивните производи, но горе имаме настапувано и фантастично и горе. Добро, единствена замерка само Добро. треба малку да музичарите кога свират да не, тоест целокупната слика, да не се плашат од звукот. Значи збораме за аудиокултура, а се плашиме од звукот. Тоа е единствениот минус. Што може треба да се поработи малку. Мора да има малку, не може музиката да функционира со галење и со праење. Тоа не може цело време да свириш. Мора да има и агресија, мора да има израз. Значи, некоја супербина која што би абсорбирала звук, или ќе работиш само некој за да може да се свири Апсолутно. погласно. Или ќе работиш некои супер тажни, нежни проекти. Што? Супер тажни проекти. Ми се допаѓа. Добро. Сега ова е пред се алтернативна сцена. Колку спрема тебе алтернативните сцени и клубовите, мислам ти дел го одговори тоа прашање. Имат влијание во креирањето на джез сцените, не мора да биде само кај нас туку сегде, нели? Алтернативната сцена? Алтернативните сцени. Нема кај нас алтернативна сцена. Добро. Многу е мала. Ајде Многу е силна. Не ја познавам, може правам грешка. Меѓутоа, тоа е една сервисна улица паралелно која носи голем потенцијал. Значи, тие се многу комуникативни уметности. Рокот е обично негиран од големите мајстори. Од белите музичари, знаеш, така го велеа. Гледа, ние се срамиме да кажеме дека знаеме да свириме рок, оти треба да бидеме джезери. Никогаш не може да добиеш ти признание од црните дека си добро свириш Така, джез. да, Тоа така. не нагла да проводиш, никогаш нема да ти речат. Значи, тие се многу комуникативни и многу си делат информација, си под шеринг информација прават. Мора да постои алтернатива, мора да постои секако тип на музика за да има побогат и посилен развој. Не може, значи најголемата глупост е да се дискриминираш некој дека 3 акорди има во музиката. Нема, тоа е вкус. Тоа е простотилук Тоа е вкус. што јас цело време го гледам. Тоа е глупост. Не. Израз е тоа. Израз. Не можеме сите да имаме долга коса, некој е келав, некој е Така, ваков, да, некој е таков. Не можеме да мислиме сите дека треба да бидеме. Добро, секој има различна перцепција за тоа што е музика, што е уметност, што е култура на Поентата на е живење. некој кој сака да се занимава со уметност, со музика, треба да познава се. Моето мислење е тоа. Добро. Да. Барем не се 90% да знае. Ваков жанр, тоа. Добро кажа дека историјата мора да си ја познаваш, мислам, джез историјата мора да ја познаваш за да можеш да ги знаеш стиловите. Јас последно време одбивам да свирам, оти само налетвам на неистомисленици, како да сум против целиот свет.
Добро. Тие знаат на еден начин да свират и тоа е тоа. И тоа е и првиот албум, и вториот албум, и третиот албум, и петтиот албум, и истата матрица врти. Значи нема никаква, тоа е страв. Тоа е страв. Кога човек има страв, нема уметност. Уметноста е и да паднеш, и да станеш, и да одиш горе. Да. Не може ти цело време да му докажуваш на некој дека првиот албум беше добар, ама вториот ќе биде Уште подобар и уште и подобар. третиот ќе ме убедиш ти дека знаеш да свириш. Да. И тебе те го убедив тој, и тебе те Да, јасно. те јасно. јадев за тоа. Да. Значи така треба да гледаш, треба отворен. Майлс Дейвис не ги има сите албуми убави. Апсолутно. Чарли Мингус ги нема сите албуми убави. Да. Многу Нема јасно. човек што има Не може што сите има да ти се сите убави. албуми, не може Па, секој браво. концерт да е убав. Точно така. Па добро и овие што ги прават генерално лайф албумите, гледаш дека од 4-5 концерти по една тема и Тоа е се. Јас кога во Канада видов, пошто работам на Metal Works College, имав прилика да видам доста големи имија, доста големи. Значи, апропо саунд, тие имат една специјална соба за мастеринг. Значи собата е како ова поголема. Има значи собата кошта $2 милиони. Тоа е во школото каде што ти тука работиш. се идат да прават мастеринг. И Добро. секој ќе Ние- принесе ние немаме финалниот такви- продукт. Такви Значи тој има мали звучници, три врсти, Да. најголеми обесени гори. Има специјална аудиофилска фотелја. Ако ја знаеш онда фотелјата Джордж Майкл што се врти на спотот. Кај што Да, филмот со- ти ги затвора ушите, ти го носи звукот. И се гледа кој, пример, имаше албум на Tool, прави анализа како е оврдап правено, како е снимано, Dream Theater како е надснимано и сите тие големите бендови. И на момент веќе нема ништо вистинско во тоа, сето е крпено, знаеш. Нема крпено, лепено, сечено. Јас видов кој западно колку е лажен, колку е невистински, знаеш. Али добро, така функционира со години и така. Добро, така ќе си абе со функционира. времената па и поп музика ако видиш се е со лаптопите и со Абе види, јас секов зошто нема добра музика денес, затоа што секој во кујната има студио, секој денес е композитор, секој денес прави музика и само ѓубре излегува. Ама и начинот на кој што се слуша музиката е многу поразличен, гледаш. Тоа баш Се така. уклучваш на не знам, на некоја дигитална платформа, ајде да не спомнувам и 7 секунди, 10 секунди е вниманието на слушателот и одиш next. Па добро, next, тоа е и толерантна граница, да. Тоа е, да, ама ти колку Не може, можеш значи- ти за 7 секунди информација да примиш во тебе и да ја процесуираш и да ја анализираш дали е добра или е лоша. Па не можеш ти сам да седиш да се стрижиш, мора некој да седни да те стрижи и да ти даде убав ти Да ти ја направи. филот не можеш да си го видиш, така? Исто и за продуцентите, значи не можеш ти да мислиш дека ако лепиш акорди ќе направиш музика. И затоа во џезот денес има најголемо ѓубре Така е, музика. да. Сите звучат исто. Да. Кај да одиш сите исто. Мелодија не можам да чујам. Слушам само акорди. Генијално слушам. И затоа велам дека е најѓубре музика. Добро, ти овој став го имаш многу одподамна. Па го 20 имам. години го имаш овој став Само, дека да. дека во џезот во момент Не е ништо искрено. лоша музика. Металика, не е искрено, да. Металика ќе ги слушаш сега, луѓето имаат по 60 години, слушни го новиот албум, ќе видиш колку е искрен и колку е добро направен. Така. Колку е интелигентно, како еволурал бендот од 80-та година до 2024-та. Да е пораснале. И се е вистинско, се трудат. Луѓе од 60 години. А овој на 20 години пензионерите лепат акорди и се прават дека се големи мајстори. Не можам да толерирам таква уметност, сори. Добро. Ајде малку за џез фестивалите во Македонија. Дали знаеш прво колку џез фестивали има во Македонија? Немам појма. Добро, Знам дека ти правиш фестивал. има вкупно 10 активни фестивали. Јас ќе ти ги прочитам и ти ќе ми кажеш кај си свирил и кај си соработил. Скопје џез фестивал има 42 изданија. Ти си настапил таму. Да. Офес Скопје 23 изданија. И таму имам свирено. Астиво џез фестивал 14 изданија. И таму. Прилеп џез викенд 12 изданија. И таму имам исто. Денес е џез, ова е во Ибни Пајко. Сдружение на џез музичари што го правиш. Не знам што е тоа.
Добро. Джез Фабрика фестивал Битола, 7 изданија. Имам Си свирал? Да, специјално имам свирано таму. Да. Со Васил и со до И со Мартин. Мартин. Да, супер беше. Куманово джез фестивал 7 изданија. И таму имам свирено. Тетово джез фестивал 6 изданија. Немам свирено таму. Кај Вардарот джез Не знам што е Скопје тоа. 5 изданија. Тоа е фестивал што го прави Владан Друбицки. И Арт Генератор Велес 2 изданија. И тоа не го знаеш пошто е Не 2 го знам, изданија. не. Добро, спрема тебе, ајде на паралела джез фестивалите кај нас и джез фестивалите, ајде да речеме во Канада. Да направиш една паралела. Па види, нема никаква разлика. Мгм. И таму секој село има фестивал. Добро. Ќе го наречи джез. Многу си директен. Па не, Едноставен и директен. па нема, мислам тоа е тоа, нема. Мене ми смета, знаеш што и збор джез е многу злоупотребен. Не Мгм. последно време, него долго време е злоупотребен. Не можеш ти секоја една манџа да ја крстиш граф и со пиперки. Така и джезот не можеш да го крстиш секаде. Зошто не го крстиш арт или мюзик фестивал? Тоа е музички фестивал. Така. Джез фестивал. Ќе бидеме поголеми интелектуалци кога го крстиме джез фестивал. А не носиш джез музика. Оти нема. Добро, па на крај на ден прашањето доаѓа, па и што е джез музика, нели? Не знам. Сигурно ќе научиме некој живот. До сега. Па нема ни потреба да знаеш што Music of the Humankind. Human, да. Duke Ellington. Така. Музиката на човечкиот род. Па нема, Сигурно знаеш. тоа не ќе го каже тоа, пошто Ба не добро, мислам јас први кој каталогот од Беркли што ми го пушти е првата слика која се отвори и јас свирев во битолскиот Big Band. Тоа не кажа да за ти го ова. кажам. Во офицерски проби правите. Да, свирев во битолскиот Big Band. Ова беше 89-та, 90-та. 90 нешто така, 90-та, 91-та. И за ова не кажа, да. Ајде И- за ова. И сите си беа кул батки, си Со беа кој- класични Со музичари. кој беа? Црвенко беше главен. Црвениот, да. Мислам пијано. да, тој дека почина. Црвенко. И мене кога ми стигна каталогот од Беркли, јас го однесов таму прво да му покажам. И никогаш нема да ја заборам сликата, се отвори каталогот и Луи Амстронг беше. И само тој вака рече: "Ете го. Ова е. Еј, Луи Амстронг, со него почнува музиката. Никогаш нема да го заборам тоа." И вистина е така. Не, баш, ама добро. А, Почнува со трубач, ама не со Луис Армстронг, туку со Бади Болден. New Orleans. Плюс минус. Добро. Знаеш, добро. Овој беше амбасадор. Да, добро. Каталог. Да. А инаку таткото на джез музиката, ајде за децата, за младите што ќе гледаат подкаст, а некој ќе рече, па нема везе, може не е така. Па, јас никогаш нема да ти го прифатам одговорот, што сакаш кажи. Добро е да се смета дека е Бади Болден. Така да. Никогаш Трубачот не од Нью Орлеанс. Океј, Джели Рол Мортон? тој е после него. Джери. Окей. Значи има хронографија. Да. Окей. Да. Скот Джоплин, Джери Рол Мортон се после. Инаку звукот на Нью Сигурно има Орлеанс некој пред е, него. предпоставувам, ама немало толку стари луѓе за да кажат дека имало пред него. Океј, и Луис Армстронг? И толку. Офицерски толку, да, и- да, и свиревме таква музика, такви Evergreeni, такви некои. Имаше дувачи All of тогаш? Me, имаше Имаше. дувачи, да, имаше Трајче свиреше труба, Така. Граđо свиреше труба и уште едно дете го заборав како се викаше, 3 труби имаше. Имаше баритон сакс, свиреше доне, имаше тромбон, имаше кларинет. Имаше бас гитара, Антоно Антоно свиреше, свиреше, да. добро, Антоно. Ево Гитара поздравувам Антоно. свиреше Антоно во Америка. Да, и Црвенко и јас Стапани Тропов. Ало, И фантастично. свиревме по културните лета, културни лета, не джез лета. Штип, Скопје, Куманово, Тетово, турнеја. турнеја низ цела, Македонија. да. И имаше 2-3 пејачки исто пеја некои стандарди. Одлично. И така, јас немав појма што е тоа, ама свирев. Свинг. Да, Тоа е тоа, супер. со бекбит. Добро. Не направи паралела со фестивалите во Канада и тука. Ба гледај, и таму секој село има фестивал. Добро, Трнав. Джез се вика. Па добро, сега Италија, ако земиш па има колку? Добро, 500 джез фестивали. Да, ми генерално. Ниагара джез фестивал, Вудсток джез фестивал.
голем убав фестивал е Торонто Джаз фестивал. Јас имам свирал неколку пати на него. Генерално некој екстра, да речеме, Херби Хенкок го гледав со Чик Кореа дуо пијано. Тоа беше доживљај, тоа беше си плаќаш карта и си одиш. Меѓутоа има доста оф програма. Не е оф програма, него програма е таа, да речеме ги гледаш Yellow Jackets за фри. Како помали Ги стейджи, гледаш стейдж. Tower of Power ги гледаш, Roots беа гост. Значи нема, сите беа и отворено луѓето да ти гледат. Помалите джез фестивали ги функционираат локалните артисти. Да, како и се. Не е платено многу, дури многу малку. И хобисти свираат, знаеш, поретко ќе видиш професионалци дека свираат. Али има, седа исто како тука, знаеш. Па добро, кај нас на две раце ги изброивме 10 джез фестивали, а од една страна ќе речиш Македонија пак е мала држава и 10 е сериозна бројка на джез фестивали. Гледај, но... јас пак ќе речам, Сепак. не мора името джез да се користи за да биде деклариран како некој арт фестивал. Може мюзик фестивал да биде и тука да заврши цела работа. Добро, кај нас мюзик фестивали имат многу повеќе врска со естрада. Така да. Кога зел да те прашувам за тоа што му недостига на македонската джез сцена и недостига джез експорт. Нешто што во Европа, европските земји многу пари или многу инвестираат во сето тоа. А ти од друга страна па кажа дека во Канада, во Америка не постои таква работа, нема таква работа. Значи тие не ги поддржуваат артистите. Спрема тебе па кој би бил начинот на тоа да се промовира сцената надвор, затоа што еве јас минатата сега овој април беше Jazz Ahead, нели неколку години јас пробам сериозно стојам на ставот дека треба Македонија да има конечно еден джез експорт и конечно артистите и продуктите од тука, какви и да се, колку да ни се допаѓале нас или не, нормално е да можеш се да ти се бенезе. Но време е да бидат представени во едно поинакво светло надвор на европската джез сцена. Што мислиш ти на тоа? Треба да има експорт или не треба? Абе треба да има експорт, како не треба да има експорт, треба да креираат и да патуваат и да учат, секој патување е учење, нели? Гледај, во Канада да речеме има филхармонија, има опера. Таму да влезеш е многу тешко. Значи тие добиваат доста добри пари. Имаат по 2 ротациони тима да речеме. Не може да има дупка некој да фали, се деси. Тие се цело време во оптек. Меѓутоа секој 3 месеци имаат аудиција. Пошто ако дојде некој посилен ќе му го земе местото. Тие се цело време на оган. Ама тоа зборуваме за институција. Тоа е платено. За институција одиш да ти не можеш да гледаш опера за 100 денари таму. Не може, нема шанси. Карти не може да најдеш. Така? Добро. Филхармонија, истото чудо. Не можеш ли дојдеш да гледаш некој дело и да платиш 100 денари? Тоа се кошта. Така е. И одма Ме доста сегде кошта. си повлек вид поголема класа на луѓе. Или некој што треба да собери некој пари па да си купи карта. Индивидуално има индивидуални куќи кои се занимаваат со промоција, ама и тоа е сето на toilet circle ниво. Така го викат. Сериозна работа. Мюзик бизнисот е многу сменат. Многу е сменат. Најмалци изолат, добро е ова. Многу е сменат мюзик бизнисот. Немаш поќе major record labels, никој не потпишува договори, никој не ти дава пари за да снимиш албум поќе. Па гледај, мислам дека аудио индустријата го превзеде тоа и таа е највиновна за тоа, затоа што му дозволи на луѓето да имат portable sense за да можат да прават музика дома. Така, значи секој може да си купи графичка карта, музичка карта, да си прави дома, да си работи, да си лепи акорди, да си свири мелодивчиња, да си прави скапа со акордите, само акорди. Не, мислам, тоа за мене така. Да, јасно. Што е реално во тоа. И долго би се смешни кој ќе имам нова песна. И ќе ми ги свири прво хармоните. Место да ми каже што е мелодијата, значи колку емфасис, колку е грешно. Однова. Да. Anyways, и се ја правиш сам.
се прави сам. Како да ти кажам, англиската раздели па влада е направена да функционира во најсилно светло. Сите работат еден по еден работат. Многу малце ќе најдеш групи, многу малце ќе најдеш проекти што функционираат, пошто знаеш кој функционира? Металика функционира добро, има милиони. Да, затоа што има друг бенд, има трет бенд, ама малите бендови немат. Знаеш, тоа е експорт, дискографските куќи пропаднаа, менаџерските останаа со некои да работат, нови генерации на музичари идат, старите се веќе во пензија и целата работа се менува, јас не гледам убав ден не гледам убава иднина за музиката. За жал, така е, затоа што и некако цела индустрија се сврти на инди, или ова не е од сега, ова е 25 години назад и кога си инди артист, ова едноставно си во едно големо море, океан на секојдневни објави и секојдневно трчање со време, она време, да речам 70-тите, 80-тите, каде што се добиваа пари за да се снимат албуми, одамна го нема и не знам, од време на време некој кој што ќе добие некаква поддршка дали од министерство, дали од некаков фонд, некаква фондација да сними и тоа е тоа, ама тоа се голем, како се вели, многу години помина, не тоа е само еднаш и Френк Запашов вика некој дебел богаташ ќе ви даде пари да снимиш албум. Нема поќе тоа. Немаш, не знам дали што правите, многу знам што правите. Сними го ќе видиме. Нема поќе. Не постои поќе. Да, тоа. И големите бендови кои ќе дават интервју, ги слушам и викат, Темер Скорпионс има интервју. Јас стално кога возам на работа слушам. Има еден тип се вика Trunk Show, Trunk Nation. И тие вика ние кога стана гранж сцената, вика одевме во Америка да свириме турнеја. И вика сите екзекутив што беа на таа BMI компанија или не знам која, беа млади деца и вика што барате вие рокери од Германија, никој нема носи долга коса, никој не ве слуша. И вели ние имавме хијатус од 10 години дупка за да преживееме да се вратиме на сцената. Да. Многу е сурова уметноста. Многу е сурова. Музичкиот бизнес. Освен ако не си мюзик бизнес. Ако не си пензионер. Со акордите. Добро, Алек. Имам уште едно многу интересно прашање. Баш ќе ме биде интересно. Мислам дека го знам одговорот. Бидејќи те познавам многу време се познаваме. Кога не би бил джез музичар, која професија би одбрал во животот? Јас мислам дека знам, ама ајде да бели. Пилот. Знам. Уште возиш? Симулатор. Послабо, немам многу време, ама живот на желба ти е пилот да кога знам дека сите тие категории ги имаше. Не, за пример, јас сега ќе пуштам YouTube да гледам дома некојаш кој се вратам од работа и само recommendation има авиони само. И малиот син Тоа си гледал претходно. Вика со овие авионите само авиони, не можеме ништо друго да гледаме. Ништо не излева друго. Болест, тоа е болест. Али добро, пасија, јас уште од мал бев моделирав авиони во аероклубот таму и многу сакав, имав таква желба, никогаш не отстапив да земам иницијатива да одам за пилот. Колку што имав желба, толку и страф имав. Така да. А ти ги имаш летано сите што се мали авиони, големи кедрилици на симулатор. И ние во фамилијата лицензите кај се? Значи во фамилијата кај што мајка ми се премажи, на дедото брат беше народен херој, тој беше пилот. И ги леташе Утва 75, ги памтиш ти на времето? Не. Чичко пушти летки? Со пропелер, така? Со пропелер напред. Да. Ки летат на ниска висина. Со дабл винг или јас имам Можена Лотаков. Нема тие се обични, тие се школски, Утва 75. Добро. И Чичко пушти летки. И имаше две торби вака и тој ги фрлаше и јас фрлав од летките. Многу одам. Ми беше многу страф, ама исто време ми беше интересно. Да видам. Да. Ти прави. И така. Адреналин. Аз се сеќавам еднаш со хеликоптер имам летано. Многу се уплашив, не знам. Бев мал исто.
Како гледаш вака дека се оддолго, Се крива. водиш, а не се движи, само се движи вака. Само крива, полив не, нагоре, да. и викаш, вау. Мора човек да има некоја страст, мора да има некоја. Добро, некој од Инариби. Јас се Некој сеќавам од Джиле, знаеш. се сеќавам првата свирка што имавме со Фолтин 97 година во Љубљана. Или не знам кај се. Добро, ма за луѓето од што ќе го гледат подкастот треба да кажеш дека Архимед албумот од Фолтин ти го снимаш. Да. Друг имаш снимано? Или само Не, Архимед? само Архимед снима од мене. Јас бев во првата постава со Фолтин, ние свиревме многу. После јас се запишав на факултет и така си продолжија работите. И се сеќавам, летавме од Скопје прв пат Белград. за Љубљана. Алјуле. И беше Туполев 154. И Со- таков руски Назад моторите на руски со тапети, како тапети. И Со пердина. многу силни мотори, тие се на корпусот закачени Да, назад не се навошка. И турбуленција фати едно, друго, трето и ние сите уплашени вака. А Перо, пошто Перо беше исто, има летано Перо Джезерот. Дали беше подобранец или има едрилица летано, не се сеќавам. Значи, И тој јади од ова и ние сите уплашени, тој ќе јадиш од ова, не си јади се трети. Добро бе, како не ти е страв, нема ништо вели уживај да ова, ништо не е страшно. И така, некои интересни случаи. Добро, некако брзо ни помина времето. Не знам како сме со време, но за крај, освен ако некиш нешто да кажеш екстра, што би му порачал на младите, оние кои што допрва доаѓаат? Ја знам дека сега имаше Скопје Drum Talks, беше со таа, да речам, новата генерација што доаѓа. Скопје И Drum сигурно Talks, да. научија многу работи, многу вистини, многу животни искуства. Така да еве што ќе им порачаш на Еден младите? голем поздрав Thumbs Up за Тейка. Да, е опасен лик, опасен херој, се бори како да обезбеди феноменални услови, се обезбеди, организираше прекрасно, значи многу добра, многу опасна и многу му сум благодарен, значи таа ние се слушнавме, јас уште кога бев во Канада и му вика дај да направиме, ако идеш, викам да ќе направиме, пошто да видам, сакам генерацијата до мене ми е едноставно некако ми е стало до новата генерација да е жива и да функционална, знаеш. Оти ако ги оставиш тие ќе се распаднат како Така кула од карти. Така. И имаше доста добар одзив на деца и му требаше информација. Одржавме интензив 3-day курс и беше многу напорно. Јас имав 10-12 сати секој ден индивидуално со секој објаснување, се потрошив доста, меѓутоа бев многу окей затоа што се појавија интерес и децата се супер талентирани, само му треба мала дирекција вака да се носи за да можат да продолжат, пошто тие се тоа што ни останува нас. Така е. Мене ми е многу глупо да Тие има ќе- луѓе тие од ќе Каршан, градат. да имам јас. Ние сме една од најталентираните нации, пошто сме сите музикални. Само треба мало формување на и мислам дека треба сите да се вложат, да поможат и да има шеринг и скеринг, пошто тоа е прва и основна работа која треба во едно општество да функционира. Музичарите меѓу себе да се почитуваат, да градат и да создаваат, не да се оговарат за грб и да му се смеат на некој ако проба нешто да прави или дека ова е глупо, ова е паметен. Так. Сигурно ти не си попаметен или поглуп од него што збораш. Поглуп си од избораш за некој, а не си попаметен и си многу низок, многу егото ти е многу големо и дека левелот на интелекција ти е многу слаб. Кога ќе се дрзниш да почнеш да се смееш на некој дека е послаб, тогаш имаш сериозен проблем. Сигурно ти не си се родил со лиценците. Или си се родил со лиценците. Да. Така? Каде можат да те видат додека си во Македонија? На Facebook. Само на Facebook додека си во Македонија. Па не, ќе свириме нали вечер во Дама подкастот ќе оди во Подкастот ќе септември, оди, во октомври, вау. така да
вечер нема да не гледам. Па не знам. Да. Можно е ако ме донеси канадска амбасада да свирам на Скопје Драм Talks, фестивалот во октомври. Значи планираш повторно да дојдеш во Македонија? Па некои концерти ти ми понуди да свирам со тебе, има некои други најави, некои други проекти. Генерално јас генерално работам последно време сум многу ангажиран, јас имам приватна драм школа во Торонто. Работам исто во две други школи, имам 70 деца неделно. Така е, тоа Значи, ништо. само работам, ништо друго не правам, тоа е побудален сум од работа. Добро, Ја ама научив човечката психологија од А до Ш, од 4 годишно дете до 74 годишен човек. Ја научив психологијата како работи, како функционира, како се развиват, така да направив едно доста големо искуство. Имам некои планови, имав понуда да одам на некои драм подкасти да настапувам. Немав многу време да се организирам. Друго, снимив албум, мој личен, добро, прв пат. тоа сакам да те прашам. Тој албум ми го снимаше Фоте, мојот добар пријател од Охрид Фоте. Многу ми Во помогна. Канада го сними во твоето Канада, студио? Во мојата школа го наместив. И имав 2 дена сешн, многу добро помина, композиции посветени на развитокот. Тоа е мојата Значи хронологија на хронологија со идеи, со тапаните. Джез тапаните или Нема или само хармонија, музиката? нема акорди лепени, нема ништо, има само pure expression и по некој гостин соло глас или нешто ќе видам како ќе го организирам. Па планирам тоа да го истатам, па да тргнам да имав понуди од некој од моите спонзори да ме пуштат по некои фестивали. Кажи дека си заштитно лице на Греч и на Паисте, така? Не, на многу сум, на многу. Вик Фирт, мислам дека исто Паисте. Па исте Вик Фирт, Ремо, Греч, Ама некако Prologics. вие тапанарите лесно добивате така. Не знам баш дали е лесно да го Се дам нешто. Некако многу лесно добивате такви работи. Океј, секогаш е задоволство. Барем вака еден сат и пол да си поправиме Ги- мојот. Алек, ти благодарам што беше дел од подкастот Джез од денес. Како ти се допаѓа името или не ти се допаѓа? Многу ми се допаѓа. Джез од денес. Името. Името. Вау, не. Музиката денес може, или нешто, джез. Добро е, окей. Ме знаеш мене, јас имам Дека те знам затоа. бубачки во главата, така да ти посакувам успех, браво, голем чеко напред. Ги охрабрувам сите да ги викнеш, да си ги кажат своите мислења. Така. Сите ние учиме. Човек кој мисли дека завршил со учењето, порано да си Да. кој е клуч на животот, него да Така. Значи ние учиме дури се живи. Не постои некој што е supernatural да види, ќе бил Бог ако Да е паметен. Многу јасно. Океј, фала ти уште еднаш. Здраво, јас сум Алек Секуловски, а вие гледате Джез од денес, подкаст за современата джез култура во Македонија. Чао.